Во видеото еквивалентни дробки, научивме како да ги напишеме дробките поинаку, преку промена на горните и долните делови, без да се промени вредноста на дробката. Ова го правиме преку множење и делење на броителот и именителот со истиот број. Зошто е ова важно? Кога ја скратуваме или ја упростуваме дробката, користиме сличен метод наречен кратење. Со други зборови, ги делиме броителот и именителот на дробката со ист број. Имајте предвид, бројот со кој што делиме мора да биде делител и за броителот и за именителот. Време е за вежбање. Дали сте подготвени? Скратете ја или упростете ја следната дробка. Прв чекор. Најдете го најголемиот заеднички делител или НЗД преку набројување на делителите на 6 и 10. Втор чекор. За да ја најдете наједноставната нескратлива форма, поделете ги броителот и именителот со најголемиот заеднички делител. Во овој случај 2. Сега е ваш ред. Обидете се. Го добивте точниот резултат? Прв чекор. Најдете го најголемиот заеднички делител. Втор чекор. Поделете ги и броителот и именителот со 6 и готово. Запомнете, кога дробката е во незината наједноставна нескратлива форма, повеќе не може да се дели или крати. Ајде да вежбаме уште малку. Паузирајте го видеото и упростете ги следните дробки. Првата дробка е веќе упростена. Упростете ги и останатите. Дали сите вредности кои ги добивте се точни? Ако ви се допадна видеото, стиснете ми се допаѓа и не заборавајте да оставите коментар доколку имате некое прашање. Погледнете ја и апликацијата FuseSchool и посетете на нашиот сајт naukazadeca.mk. Се гледаме наскоро.